Значи, јас очекувам за некој, еве, бидејќи реков, на ден се прави по 1 километар, но ако не врне. И сега, ајде да одбиеме, нека има уште 5 дена врнежливи денови, па не за 10, за 15 дена да биде, но толку е тука е. Нова лага била оваа изјава, дадена пред точно 15 дена во Злетово, кога Китанов повторно на возачите и патниците од источниот регион на државата им подметна надеж. Ова е трети или четврти пат Китанов или министерот Сугаревски да ветуваат, а ветувањата да не ги исполнуваат. За возачите веќе бесконечното одолговлекување на пуштањето во употреба на овој автопат е не само неодговорност, туку и сериозни индиции дека во целиот овој проект има нешто матно кое тече уште од почнувањето на неговата реализација. Па сите спекулации се дека поради патарините, што не се направени за тоа. Дали така, не знам, а мислам дека ако сакат може да го пуштат. А што е проблемот днес? Па не знам, ја најавувале дека за 15 дена треба да се пушти автопатот. Па веќе ово е пети пат како најавуваат. Па крајно време, значи од кога е почнат веќе за разчување е. Меѓутим кој ќе дојде денот ќе го пуштат. Без оглед на ветувањата и сомнежот, патот административно е во употреба, но се поголем е бројот на оние кои до Скопје возат по него. Ризикот не е мал, но не се мали ниту за штедите во време и пари. Се вози пократко за речиси 30 километри, поевтино е за 300 денари и се стигнува побргу за 30 минути. Поради ова, ново функционерско ветување за пуштање на патот на се повеќе возачи не им е потребно. Во однос на ризикот, дебело треба да размислат и едните и другите.